Во првата половина од месец јуни ќе биде пуштен во употреба патот од Скопје кон Сончевград. Со изградбата на овој патен правец ќе се овозможи директно поврзување на централното градско подрачје со планираната населба Сончевград, но и кон општина Сопиште. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, изврши увид во активностите на патот од Скопје кон Сончевград. Груевски информираше дека станува збор за пат со должина од 4 км и 400 метри и вкупна инвестиција од 7 милиони и 700 илјади евра. Покрај изградбата на овој значаен пат потенцираше дека сите проекти кои ги ветиле на граѓаните на Сопиште веќе се во завршна фаза. Ке започне и градба на патот Сопиште-Прибор, како и изградбата на водоводот кој е во длабока фаза на реализација, проект вреден 2,3 милиони евра. 92% од патот кон Сончевград е завршен, така? Точно, да. 92%. За некоја недела треба да е готов. До крајот на месецот, почетокот на јуни треба да бидат комплетно готови. Остануваат уште мали делчиња да ги довршат. И со директорот зборевме уште банкините да ги довршат, еластична ограда, сигнализација. 4 км и 400 метри. Да, 4,4. Ќе го спои практично Скопје со Сончевград. Сончевград и со Сопиште. И со Сопиште, да. 7,5 милиони евра инвестиција. 7,7 милиони евра, да. За некоја недела се завршува. Да. Целиот пат и се пушта во употреба. Така да. Многуте значи за општина Сопиште во принцип, пошто од Сопиште многу им се скратува патот ако сакаат да стигнат до центарот на Скопје, патот значи од таа страна изнесува околу 3,5 км. Ние ги правевме и краците 4,4 км, се краците кон Сончевград, значи кон ново проектираната населба нагоре. Покрај извршениот увид на градежните работи на патот кон Сончевград, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски направи увид и на градежните работи на новиот офицерски дом на плоштадот во Скопје, во чија зграда ќе бидат сместени новата современа матична служба за венчавки, како и библиотека и читална. Државата има две намени за тука. Едната намена е околу 350 метри квадратни, изградба на современ простор за матична служба за венчавки. Вториот дел би бил еден вид на мултифункционална сала со примарна дејност библиотека и читална. Некогаш да се користи за различни приеми, различни настани, различни видови на концерти, камерни концерти, поетски читања и други собирања. До крајот на 2018 Скопје да добие матична служба и да добие еден простор кој што ќе биде користен мултинаменски, меѓутоа примарно и најмногу ќе биде користен како читална, пред се за младите, нешто што го ветивме во нашата програма. При посетата на реконструираниот офицерски дом, кој е во напредна фаза на градење, Груевски истакна дека градоначалникот на центар и советниците оневозможија да се изградат скалите за излез кон плоштадот, кои што беа предвидени во планот. Тој потенцираше дека во неколку наврати градоначалникот на центар намерно го попречува работењето на многу институции и градби во центар и го повика да не се занимава со работи кои се на штета на граѓаните, туку да започне да создава нешто добро и да изгради нешто што им го ветил.